Речните канали во Струмичко не можат да се доисчистат бидејќи граѓаните на одредени места го узурпирале просторот до самиот брег, продолжувајќи ги своите поседи, ниви и објекти. Раководителот на подрачната единица на водостопанство Струмичко поле вели дека наидуваат на два огромни проблеми. Првиот е тоа што речните канали се претворени во депонии и во нив е фрлен и цврст отпад, а вториот е узурпацијата на бреговите поради што машините не можат слободно да се движат по теренот. Проблемите на терен не се едностранно кажени, многу од луѓето се извршиле узурпација околу речните коридори, а се знае по катастарските парцели лево-десно од речното корито, да не ги набројуваме лево колку, десно колку метра, али човечката лакомо се отишла до тамо што они се узурпирали. На некои места ни машина не може да помине, ни и овие ни се најгордев проблем. Акцијата за чистење во моментов се одвива на територијата на општина Струмица, Босилово и Василево, а вклучено е и Струмичкото комунално предпријатие. Во година започна со чистење на речните корита и одводните канали. Досега во општина, во нашиот регион, има и чистно 5 км речни корита и 2 км одводни канали. Речни корита има се чисто на реката Турија, Водоча и Струмица, а одводни канали околу реката, околу населените места Добрејци, Дабиле и Светилиски порој во општина Струмица. Моментално се наоѓаме во одводен канал во село Дабиле, населено место Дабиле, кај место звикано Буч, кога се гледа на забот на времето, вегетацијата колку е голема, значи подолг временски интервал се нема вршено никаква акција. А знаеме во претходните години ова место беше едно од критичните за поплави. Проблемот со узурпацијата на речните корита и претворањето на истите во депонии е во голема мера под контрола на општинските комунални инспектори, кои велат дека честопати излегуваат на терен по слични пријави. Сепак еден од најголемите проблеми на населените места е што не постои место одредено за отпад, па жителите создаваат диви депонии најчесто надвор од селата и покрај реките.